Размислував нешто за секојдневниот стрес и секојдневните нервози. И сакав да снимам шорт, меѓутоа не сакав да се ограничувам со времето, па еве накратко моето размислување за нашите секојдневни нервози и стресови. Овие денови сведочам на некои, за жал, неубави вести во мојата околина и на порталите секојдневно читаме неубави вести. Иако сум зборувала и за ова како да реагираме, како да се носиме, сакам уште еднаш да се навратам затоа што сметам дека секојдневниот стрес и секојдневните нервози ни прават штета за која многу често и не сме свесни. И ова видео сакам да биде еден апел помалку да се стресираме, помалку да се нервираме за некои небитни работи, затоа што често го правиме сите тоа. Кога ги слушам неубавите вести, информациите за работи кои не се убави, кои се тажни, тоа оди заедно со се нервираме за ова, се нервираме за тоа, се нервираме за секојдневни глупости, меѓутоа некако брзо ни поминува тоа. И нашите ветувања, повеќе нема да се нервирам за ова, не се нервирам за тоа, не се нервирам за ситници. И тоа некако го забораваме и можеби ќе речете да, како да не се нервира. Секојдневно нервози, чекање автобуси, се поскапува, секакви работи се случуваат, обкружени сме со многу негативни коментари, со многу неубави вести. И тоа е така. И сите ние, ако сме емпатични, ако сме човечни, нормално е да реагираме некако. Меѓутоа, многу често знаеме тоа да си го носиме со себе и нешто што се случило рано наутро и нешто на што не можеме да реагираме, го носиме во текот на целиот ден со себе, или пак на тоа лепиме и нешто друго, и нешто трето, и нешто четврто, и на крајот на денот веќе не знаеме ни за што сме се изнервирале, што се ни предизвикало стрес. И така ни поминуваат деновите, секој ден нови стресови. И да, знам дека понекогаш тоа не е реалноста. Она што можеме да го направиме е да разговараме со себе, да ги провериме сите тие стресови во текот на денот. Еве, може ова да биде и една вежба, да седнеме навечер, да поминеме низ денот, да се преслушаме, да видиме каде премногу емотивно сме реагирале, на што било тоа одраз, на што се должело, дали било на конкретна ситуација или било тригер на нешто што веќе го носиме во себе. Дали вредело толку емоции, толку енергија, дали се уште на крајот на краиштата во текот на вечерта го носиме со себе и го чувствуваме тој стрес, а практично не можеме ништо да направиме. Впрочем, јас верувам дека една од работите за да се носиме со тој стрес е да преземеме акција, да помогнеме, да придонесиме, да промениме нешто. И можеби нема да се смени ништо преку ноќ, можеби нема да биде тоа понекогаш ни доволно, не зависи се од нас, меѓутоа ние ќе знаеме дека сме направиле нешто. А ако не можеме да направиме нешто, и ако тоа не зависи од нас, да бараме начини да се ослободуваме од тој стрес, да го преживееме, да го преработиме, да не оставаме да се трупа во нас, затоа што, како што реков, да, сведоци сме на тоа дека секојдневно ни се собираат најразлични стресови, дали затоа што чекаме автобуси, сме заглавиле во сообраќај, некој ни искоментирал нешто многу лошо, некому не му било денот, сме слушнале некоја неубава вест, поскапеле работите кога ќе влеземе во продавница, не сме најшле на разбирање од пријателите, од домашните, и сето тоа е така и се случува секојдневно. Меѓутоа тоа не значи дека треба да ги трупаме сите тие ситуации и да ги лепиме една на друга. Знам дека не е едноставно, меѓутоа 10 минути да најдеме во текот на денот, да застанеме, да се издишеме и да избереме на некој начин што на вистина е за нас стрес, што е она што можеби ќе потрае, ќе го носиме уште некое време со себе, ќе ни треба време да го разработиме, изџвакаме, прежалиме. Во тој ден во кој постојано трчаме наваму натаму, ние собираме еден куп стресови, еден куп нервози и не се вртиме да видиме што од тоа нам ни е навистина важно или што од тоа навистина не допрело. Дали сме се изнервирале конкретно ради дадена ситуација или на таа ситуација сме налепиле и нешто што било вчера и нешто што било минатата недела и минатиот месец и го носиме сега својот стрес. Не притиска во градите, не гуши во грлото, ни се тресат рацете, не боли главата, се чувствуваме изморени, неспособни за ништо или сме гневни. И ако секојдневно го практикуваме тоа,
без да застанеме, без да се погледнеме, без да се соочиме со тоа и да видиме, како што реков, што можеме да направиме за да го намалиме, за да го преживееме, затоа што нема друг начин да излеземе од тоа, според мене и според моите сваѓања, и што можеме да направиме за да придонесеме да промениме нешто. Дури да можеме нешто да направиме и некако да придонесеме, ние не можеме да го видиме тоа додека сме во тој стрес, во таа нервоза, во таа драма, па нафрламе идеи на сите страни, лути сме на сите, се расправаме со другите, со себе си, забораваме работи, премногу остануваме фокусирани на нешто што можеби не е толку битно, забораваме нешто што ни е побитно. И кога тоа секојдневно ни се случува и не застануваме, не се соочуваме и не го разработуваме, ни се собира, ни доаѓа премногу и потоа ни се случува хаос и не знаеме ни од каде да почнеме, ни каде да тргнеме, ни што да направиме. И тоа се случува и тоа е во ред. Луѓе сме. Понекогаш доаѓаме во ситуации кога не можеме самите да си помогнеме и мојата препорака секогаш бараме стручна помош, ако не можеме сами. Меѓутоа, уште еднаш, нека биде ова видео апел, колку што може да бидеме посвесни за тоа за што се денеска се нервираме и дали сето тоа зашто се нервираме и се предизвикуваме стрес и сме цел ден со лоша волја и го носиме тоа со себе си, го разработуваме многу пати, а ништо не можеме да промениме. Дали тоа вреди и колкава штета ни прави, колку убави моменти пропуштаме, колку време и колку енергија на тоа трошиме, а потоа сме изморени, истрошени и не можеме да функционираме. И не реков дека е лесно, и не реков дека е едноставно, и не реков дека мене ми успева секогаш, и не реков дека јас не се стресирам и не се нервирам секојдневно и понекогаш и за работи кои што се крајно небитни. Меѓутоа, да најдеме начин како ќе се носиме и како ќе се ослободуваме од тој стрес, затоа што ни прави многу голема штета. И во функционирањето, во извршувањето на задачите, обврските, во односите со другите, а пред се на нашето ментално и физичко здраве. Во текот на денот, еднаш, два пати, три пати, во зависност од колкав стрес донел тој ден, треба да застанеме, да се повлечиме некаде, да издишеме, да се прашаме себе си колку ми значи ова, колку ми вреди ова, што можам да направам. И да оставиме простор и за убавите и за неубавите работи, да не се затрупуваме себе си. И една од привилегиите на ова време е тоа што и на интернет можеме да најдеме безброј видеа и текстови на оваа тема. Можеме да најдеме многу книги и, како што реков, на крајот на краиштата и да си побараме стручна помош, некој да ни помогне и да не води низ тој процес, затоа што многу битно и најбитно е времето и парите кои што ќе ги инвестираме во своето здравје. Затоа што во текот на целиот живот ние инвестираме и во превенција, и во санирање на штетата која веќе сме ја направиле. Па дајте малку посвесно и малку повеќе да инвестираме во превенција. Тоа не значи дека нема да се разболиме, ќе живееме вечно и ќе бидеме секогаш среќни и насмеани, ама барем да го правиме она што можеме на секојдневно ниво. И ние возрастните особено, да бидеме пример за нашите деца, а не да го чувствуваат, да го гледаат и да го живеат дополнително и нашиот стрес, затоа што ние не преземаме ништо, не бараме начини како да се носиме со него. Ви посакувам убав ден, ден со помалку стресови, ви посакувам да ве мотивира и инспирира ова, да побарате начин да се ослободувате, односно да ги разрешувате тие секојдневни стресови, да си повторувате што е битно, што не е битно, да го балансирате тој стрес со убави работи, со разговори со блиски луѓе, со повлекување во мир и тишина, со свесност за тоа дека во животот има и убави работи, да се потрудиме да ги пронаоѓаме, независно дали е тоа една насмевка или тоа што некој ви посакал убав ден. И тоа се брои. Се гледаме во следното видео. Се најубаво.